10 мистериозни дестинации кои на луѓето им е забрането да ги посетуваат. Под 1. Пештерите Ласко. Овие пештери датираат пред околу 17.000 години и вклучуваат слики на луѓе, животни, отпечатоци од раци и геометриски форми кои го одземаат здивот во нивниот стил и чудност. Сепак, поради низа чудни габични инвазии и други проблеми со деградација, пештерите Ласко не се отворени за јавноста од 1963 година. Можете да ги видите во неодамнешниот документарен филм, а исто така се зборува и дека има некои артефакти и факти кои докажуваат присуство на вонземјани. Под 2. Островот Сурци. Некои од потешко достапните места во светот се островите, но островот Сурци е намерно забранет од подрачје. Неизволканиот остров е стар само неколку децении, формиран по ерупциите на вулканот во 1960-тите години, а единствените луѓе на кои им е дозволено се научниците, кои престојуваат во мала колиба. Веќе научниците се сведоци и проучуваат како птиците, фоките и глотките колонизираат нови места. Под 3. Островот на Змиите. Овој мал остров во близина на брегот на Бразил е забранет делумно поради безбедноста на луѓето. Островот на Змиите е дом на околу 4000 од најсмртоносните змии во светот. Златниот јамски вајпер, фактот дека има една змија на квадратен метар е веќе страшно, но отровот на оваа загрозена змија може да го стопи човечкото месо, па на островот им е дозволено да стапнат само научници. Островот Северен Сентинел. Слично како островот на змиите, Северниот Сентинел е забранет за безбедноста на луѓето, особено за да се заштитат едни од други. Овој мал остров во Бенгалскиот залив е дом на племе од 50 до 400 луѓе, кои ги избркаа посетителите и убија неколку луѓе кои пробаа да ги посетат со оружје и камења. Така, декларацијата на индиската влада дека е нелегално да се оди таму ги држи туристите и домородците безбедни едни од други. Под 5. Областа 51 или позната како Ареа 51. Ова строго тајна воена база е аеродром и е дел од опсегот на воздухопловните сили Нелис и се наоѓа во пустината Невада веднаш зад Лас Вегас и покрај минатите теории на заговор, неговата сегашна цел е да го поддржи развојот на експериментални авиони и системи за вооружување. Владата дури ни го призна своето официјално постоење, така што не е изненадувачки што областа 51 не дозволува посетители. Под 6. Московско метро број 2. Овој секундарен сет на подземно метро тунели е паралелен со јавниот, но се наоѓа под постојаниот систем на подземни железници во Москва, со кодно име К6, изграден од КГБ за поврзување на големите згради за време на Сталиновата Русија и наводно има 4 линии што поврзуваат национално важни локации. Гласини изобилуваат од генетско тестирање до џиновски стаорци, од подземни семејства до криогенски замрзнато тело на Сталин. 7. Маунт Ведер. Во 1959 година владата на Соединетите Американски држави го основа Маунт Ведер помеѓу окрузите Лоудун и Кларк во Вирџинија како високотехнолошки долгорочен бункер за владини службеници во итни случаи. Овој исклучително безбеден објект обезбедува 564 хектари, канцеларии, студентски домови, трпезари и на друг начин под седиштето на ФЕМА. На ниво на површината, оперативниот центар Маунт Ведер е затворен за јавноста од очигледни причини. Под 8. Тајните архиви на Ватикан. Е приватна архива од 52 милји на кои
од најстарите парчиња хартија што со векови била затворена за надворешните лица. Само луѓето кои го презентираат соодветните акредитации може да добијат пристап, а дури и тогаш само 2 до 3 работи дневно да им се дозволат. Им се достапни на околу 1000 истражувачи годишно. Некои изворно не се правилно подредени, па дури и каталогизирани, но може да прегледате кој било документ помлад од 75 години, со поднесување барање да ви биде доставен. 9. Сводот на Мормонската црква. Мормонската црква почна да собира генеалошки информации за микрофилм во 1930-тите години, но набрзо им требаше подобро место за складирање на нивните документи на секое семејство во САД. Додека издлабиле во планината Јута, тие удриле во вода и создале самоодржлив бункер. Од тогаш трезорот порасна и содржи 3 милиарди страници информации и 100.000 ролни микрофилм, но тоа е забрането за јавноста. Под 10. Капелата на Ковчегот на Заветот. Ненаметлива зграда стои во Етиопија како заштита на уметноста на Заветот и низината содржина 10 Божји заповеди. Во исто време поседува мистична моќ, таква што само еден монах е дозволен во зградата за да го заштити ковчегот. Никој не смее да влезе во капелата за дополнително да ги заштити, иако во една прилика во 2011 година неколку практични луѓе можеа внатре за да се поправи покривот, но можете да ги внесете на местата на горната листа и сепак неверојатно никогаш нема да ги видат од прва рака. Сепак можете и да ги замислите и да ги посетите пейзажите.